материјал да расшири образованието, трајно да задоволува културните потреби на сите корисници и да придонесува за развој на стручната, научно-истражувачката работа и развој на останатите области. Оваа функција библиотеката ја остварува како набавување, чување и давање на користени разновиден библиотечен материјал, книги, вестници, списанија, интернет и слично, развивање на библиотекарско-информатичката дејност и слично. Тоа значи дека библиотеката во своето работење ќе посветува посебно внимание на следните задачи: да набавува, истражува, собира, стручно да обработува и проучува, заштитува, чува, објавува, информира и дава на користење разновиден библиотечен материјал, да го промовира и афирмира библиотечниот фонд на Република Македонија преку изложби, предавања, литературни читања, семинари, курсеви и други форми на дискусија, да обезбедува услови за користење и за научно и стручно проучување на библиотечниот фонд, да издава публикации, каталози, водичи и друг информативен материјал, да врши библиографско-информатичка дејност, да се грижи за правилна примена на меѓународните стандарди за библиографски опис на монографските и пилотичните публикации и да учествува во одржување на централните каталози и бази на податоци на Република Македонија. Јавната локална библиотека Илинде во 2019 година ќе реализира програма што произлегува од нејзините јавни функции како општинска установа согласно Законот за библиотеки, Законот за култура и Стратегијата за развој на културата, и тоа автоматизација на библиотечните процеси, набавка на стручна обработка на книжниот фонд, монографски и серијски публикации и инвестување во повис, позорна служба, траен оддел, популаризација на книгата и финансирање. Во 2019 година на планот на автоматизацијата на библиотечните процеси основна задача ќе биде во едукација на граѓанот со цел за интензивирање на внесувањето на процесите за книжниот фонд во рамката на библиотеката. Планот на автоматизација на библиотечните процеси што започна во 2009 година, во ноември 2009 година библиотеката ги доби паспортите за работа во попис од страна на Изумари во Словенија. Од 2010 година е започнато внесување на податоци за фондот и се преземаат податоци од главната база во Скопје, за да може и ние компјутерски да ги преверуваме сите книги со кои располага нашата библиотека. За целосна реализацијата ќе се најдуваат някои тешкоти заради времето кое е потребно за да се внесат сите книги во системот, но со повеќе залагање или можеби вработување на соодветен кадар, проблемот може да се најде. Со овој процес најпрво ќе бидат отварени библиографски публикации со кои располага библиотеката. Дополнувањето и обновувањето на книжниот фонд и во текот на 2019 година ќе се врши според вообичаената народна политика на библиотеката, а тоа е што по целосно обезбедување на нови изданија на македонските издавачи, потоа интересни издавачи и набор за листа на Република Македонија и се она за што постои интерес и потреба кај читателите. Корисниците на библиотечниот фонд добиваат услуги на поземна служба, од каде го добиваат бараниот материјал, било да е тоа за возрастни, деца, роднокрајни автори или вестници. Иако бројот на читатели прецизно не може да се определи, според досегашниот интерес и програмските активности, оваа година имавме 600 читатели, а очекуваме многу повеќе во 2019 година. Најголем број читатели понатаму се очекува дека ќе бидат учениците, кои најчесто биваат активите, и го представуваат најголемиот процент, 90% на корисниците. Во 2018 година, во 2019 година, библиотеката ќе продолжи да зачленува бесплатно читатели кои имаат потреба од тоа пред се социјално ранjivi категории. Во 2019 година се очекува да биде зголемен бројот и на возрастни читатели и на ученици, а особено на студентите, од причини што во текот на 2018 година имаме набавено многу нови изданија, книги и стручна литература кои што потребни на студентите. На поземна служба се издаваат литератури и книги од роднокрајните автори и периодиката кои не се изнесуваат надвор од библиотеката. Роднокрајниот автор оддел во 2019 година ќе работи на зборување на фондот што го сочинуваат роднокрајните библиотечни гради и дела и трудови од роднокрајни автори и дела што тематски се однесуваат на Делчево и Греческо. За поуспешна популаризација на книгата и создавање на поголем интерес по неа и оваа година ќе се применуваат разни форми на активности и манифестации, почнувајќи од промоции, средби со писатели, изложби на книги, литературни читања, потоа ликовни конкурси, трибини и слично. Ќе продолжат да се реализираат традиционалните литературни приредби и средби што секоја година редовно се организираат. Со повеќе активности ќе бидат опфатени и клонови во македонската меница, како и во разлици. Библиотеката во текот на 2019 година има предвидено за реализирање повеќе промоции на роднокрајни писатели, како и македонски истакнати автори. Покрај тоа,
на пригоден начин повторно ќе бидат одбележени истите активности што ги спомена повеќе реализирани активности на библиотеката. Од проблемите со кои се соочуваше библиотеката изминатава година, остана делно нерешен само проблемот што се однесува на просторот. Јавната локална библиотека едите нема потреба од поголем магазински простор, нема доволно простор како да се свестат ново набавените книги, односно литература, иако сега со новата читална дел проблемот веќе е решен, но меѓутоа се уште имаме книги кои што стојат на несоодветно место. Исто така имаме потреба и од една помала просторија која ќе биде детско одделение. Според методологијата на Министерството за култура, кога станува збор за финансирањето, за 2019 година библиотеката доби 4.690.680 денари, од кои заплати ќе бидат 2 милиона за 30 денари. Со тие средства библиотеката ќе може да ги покрие сите трошоци и да ја одржува својата дејност во потполност. Библиотеката во 2019 година во рамките на своите кадровски и финансиски можности ќе реализира и други активности, а во реализацијата ќе бидат вклучени вработените, како и соработниците од другите институции, а сето тоа во соработка со училиштата и со оние институции во градот Крушево.